Која е разликата во поглед на домашни задачи во училиште од Македонија и Канада? Ќе си зборувам лично за себе и за моето искуство. Како жена која што има сопруг шофер, кој што воопшто не е по дома и 3 дечиња, можам само да кажам дека имам големо олеснување во поглед на домашни задачи од кога дојдовме тука. Тука децата немаат домашни задачи, тоа е многу ретко да се случи, посебно до 6 или 7 оделение. И да имаат некоја домашна задача, еве и во 9 оделение сега, значи тоа е еднаш во неколку месеци буквално и не е ништо ни посебно страшна, нити па нешто со што детето не може само да се справи. Веќе од 10 оделение нагоре се менува ситуацијата, меѓутоа повторно се зависи од тоа што ќе одбере детето да учи. Мој лично размислување на оваа тема е дека не треба да има домашни задачи, затоа што сметам, верувам, дека секој родител кога би имал време би седнал и би учел, би вежбал со своето дете, ако ништо друго би седнал и би разговарал на тема на која што детето сака да разговара и што го интересира и би му пренел од своето знаење. Верувам дека нешто може да се направи во врска со домашните, за да немаат децата домашни дома, да немаат дополнителни стресови ни родителите, затоа што па не сите родители работаат од 8 до 4 или од 9 до 5, некои работаат и втора смена, некои работаат и сабота и недела и не секогаш можеби можат да најдат време за да седнат и да учат со своето дете. И не, тоа не ги прави помалку родители од другите. Поздравче!